предпоставките и некои првични анализи кои што ги правиме во рамки на проектот, инаку проектот започна неодамна, пред речиси 1 месец, укажуваат на тоа дека ефектите од процесот на дигитализацијата, кој што мора да се напомени и така беше неминовен, меѓутоа ефектите не се такви какви што беа очекувањата и такви какви што ги нуди можностите на новата дигитална технологија на емитување на аудиовизуелни и визуелни медиумски услуги. Например, може да посочам дека многу малку од технологијата овозможи да се појават нови производи и услуги на пазарот. Гледаме дека медиумите нудат повторно ист начин на содржина, ист начин на правење на содржина, се појави евентуално само неколку новини како што се пренесувањето на телевизија преку IP протокол, потоа телевизијата по барање, меѓутоа тие се уште се на почеток, се уште нивниот импакт влијание е многу мало, учеството на пазарот е речиси незабележително. Што се требаше да добиеме со дигитализацијата? Па со дигитализацијата беше извонредна можност да се овозможи развој на радиодифузниот сектор, да се овозможи развој, раст на пазарот, унапредување на деловните практики на медиумите и на радиодифузните организации. Нашите предпоставки се за жал дека тоа не се случи. Сакаме да истражувањето доведе до еден финален документ кој што ќе донесе одредени заклучоци и препораки како евентуално сепак ова како недостаток да го коригираме ако е можно. Како дигитализацијата влие врз програмските определби на проведените? Дигитализацијата овозможува многу новитети во програмските содржини, меѓутоа гледаме дека она што надвор се случува во Македонија се уште не се отсликува како реалност. Инаку нашите корисници, луѓето, граѓаните во државата очекуваат да добијат понапредни, пософистицирани услуги кои што ќе бидат и одраз на она конвергенција на технологиите на интернетот со телевизијата, меѓутоа за жал велам сепак се уште ова се првични некои наши сознанија, мислам дека нема дури ниту такво влијание ниту на програмските содржини. Што е со другите земји, односно какви се нивните искуства во споредба со нашите? Па видете, рокот за премин кон дигитално емитување или прекинување на аналогното беше 2015. Меѓутоа државите веќе речиси сите го завршија тој процес многу пред нас. Оние кои што се од регионов, состојбата во тие држави е речиси горе-доле идентична. Оние држави од Европската Унија, например, пак или подалеку, сите гледаме, сите користиме услуги во аудиовизуелната медиумска сфера, гледаме дека и те како се користат придобивките на дигиталната радиодифузна дејност.